Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Учебната 2023-2024 година заврши за средношколците, додека учениците во основните училишта согласно годинашната одлука за организација на наставата до летниот распуст имаат уште 5 работни денови. И основците и средношколците првпат годинава имаа пролетен распуст, кој беше од 29 април до 6 мај, па така за сите учебната година требаше да заврши на 17 јуни. Но Министерството за образование и наука излезе во пресред на барањето на Сојузот на средношколци средното образование да заврши на 10 јуни заради административните постапки на запишување во високото образование. За основните училишта, Законот за основно образование вели дека мора да се одработат точен број работни денови. Но полуматурантите веднаш по завршувањето им останува помалку од една недела да се запишат во јунскиот уписен рок, бидејќи конкурсот за запишување во средно образование предвидува пријавување во два дела. Првото од 20 до 25 јуни и второто е на 1 и 2 јули. Македонија пак од утре е во портокалова фаза. Владата со препораки за ослободување од работа на трудниците и лицата над 60 години. А децата да не се изнесуваат надвор од 11 до 17 часот. Родители и наставници апелираат учебната година да заврши веднаш, бидејќи сметаат дека нема услови за одржување на настава поради високите температури. Она што денес ве прашуваме е дали Министерството за образование треба да реагира и да ги ослободи и основците. Има ли решение за основците? Треба ли да се промени законот за основно образование? Имаме и прашање плюс, но тоа се можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм. Токму поради тоа заследете на таму, кликнете веднаш на Инстаграм стори и одговорете на прашањето. Треба ли да се промени законот за основно образование? Две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор, во проценти ќе ги соопштиме резултатите по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. А секако пред да започнеме со дискусијата со вас и вашите одговори, секако ќе продолжиме со прилогот на нашата колешка Сузана Мицева. Да погледнеме. Портокалова фаза и високи температури не се ништо ново за југот на земјата, но ова не се памети дека било вест во првата половина на месец јуни. Неподносливо топло и температури кои надминуваат 37 степени Целзиусови, цела седмица се реалност за жителите на Гевгелија, Дојран, Богданци, Валандово и Струмица. Денеска, кога здравствените власти најавија внимателност и не препорачуваат движење во периодот од 11 до 17 часот, по улиците на овие градови е празно. Се движат само дечиња кои по најголемите жештини одат втора смена во училишта со прегреани простории каде нема услови за ладење. Директорите на училиштата со кои контактиравме велат дека немаат добиено други насоки за наставата, иако се трудат децата да не се изложуваат дополнително на сонце. Високите температури отвораат работа и за службите за итна медицинска помош. Во службата за итна медицинска помош во Струмица денеска е пријавен случај на човек кому му се слошило на жештините. Вакви пријави очекуваат и во итната медицинска помош во градовите од овој регион. А ние сега почнуваме со диалогот со вас. Меѓу другото, пред да го вклучиме и првиот гледач или можеби гледачка на 023070005, да ве подсетам дека сите вие кои што ќе сакате да дадете коментари и одговори на денешните прашања во Црвена линија, тоа можете да го сторите и на социјалните медиуми, поточно Facebook Црвена линија, каде редовно ги објавуваме темите, па така и денешната, но и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Но најдобро ќе биде да ве слушнеме вас. Особено ги охрабрувам родителите да се разбира оние кои што имаат основци во својот дом, а она што е факт е дека на самиот почеток на месец јуни се соочуваме со неверојатно високи температури. Мокен жежок бран, кој што особено, како што видовме од прилогот, ќе се манифестира во портокалова фаза, особено за градовите од југот на земјата. Но како и да е, мора сите да признаеме, не сме адаптирани и не смевме подготвени.
Секако е ризично, а она што се апелира, особено кога станува збор за екстремно високи температури, е најчесто старите лица, хронично болните и децата да не се изложуваат на сонце без потреба, и тоа во периодот од 11 до 17 часот. Добар ден. Добар ден, Тинче. Баба Роска, како сте ми? Да, бе, јас сум. Ма нема шанси да не ве познаеме. Како сте ми? Јас сум многу добра, многу ми е жал некој што изгубив. Но тоа не како значи сте- дека не сте добили, дека нема пак да добиете. Тинче, од како сте почнале, ни тркало и црвена линија, телефонове све на УО. Па драго ми е. А се боревме за да дојдеме таму. Синот многу сака. Меѓутоа изгубивме. Но ништо не е изгубено со оглед на тоа што постојат шанси да се добие. Баба Роска, кажете ми сега, ве молам, со оглед на тоа, бидејќи сте возрастна господја, како се справувате со жештините? И сметате ли дека еве треба да се скрати учебната година за основците? Ќе ти го кажам денешниот ден како беше. Станав у 5, спаднав доле, малку свршив по двор работа. Ѓубре собирав, дрва средуев, негде дока е 10 сат. Во 10 се качив узгоре. Направи торта. Направи партав пита, ги испеков. Па пролегна пола сат одморив. Па еве сега, па ручавме, партав пита и супа и торта. Но еве, кажете ми дали треба да се скуси учебната година за основците, кое што по... Така, ја чека ти кажам. Поставај ми прашање, ја ќе ти одговарам. Па треба ли да се промени законот за основно образование? Времето секако истича. Како и да е, Баба Роска ни е редовен гледач, секако драго ни е што имавме и во црвена линија, а сега да се навратиме и на темата. Ги охрабрувам особено родителите, се разбира дури оние кои што немаат навика и еве сметаат дека им е можеби малку срам, неизгодно да се вклучат во контактна емисија како црвена линија, но најдобро би биле токму вие од прва рака да ни кажете кој е вашиот став во однос на тоа што навистина во вако вид на елементарна, слободно ќе кажам, непогода, каде што имаме температури до 40-тиот, па дури и на 40-тиот степен, и тоа на почетокот на јуни треба да се прекине навремено учебната година, која што за прв пат е пролонгирана до 17 јуни, и тоа за основците. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до Телма телевизија, до Вастина и до сите Благодарам гледачи. многу. Поздрави, возвратувам Ева, мене. ка мене ми е сега време за кафе, јас со вас си го пијам кафето, секогаш во овој термин. Обично се јавувам на некоја ќе ме зголица некоја тема како оваа. Мене не ми е јасно зошто го сменија овој закон. Значи, да има деца барем книги, не ми е ни криво, ајде, нека учат и цело лето. Меѓутоа, прво што немаат книги, второ што е ова сега до 17-ти, кај мораме ние тие што идат на работа, мора да идат на работа. Ама ова деца што ги пуштија сега по вручини, бе? Ајде за југот, ама центарот Скопје пеколница е. Што ги пуштате децата? Што ќе направат за 17 дена? Само што ќе го изгубат времето, ништо повеќе. Значи, подхитно да се врати овој закон назад, како што си беше до 1 јуни и готово да се заврши школска До година. 10 јуни беше, но за прв пат има и пролетен распуст, па токму Но поради... остаje што ќе му е пролетен распуст, тие 10 дена, колку беа таму, ништо нема да направат во тие 10 дена, ни ќе се одморат, ни ништо. Родителите на работа, децава сами дома, ништо од тоа нема. Значи, 10 јуни да се врати и да се скратат овие будалаштини што се прават. Второ, сакам да кажам само, повеќе вода во центарот, сите чешми се расипани. Поздрав од мене и поздрав за сите вас и посакувам убаво попладне. Најубаво попладне ви посакуваме вам, ви се заблагодаруваме за учеството во црвена линија и ете добро што укажавте и на тоа што кога барем се соочуваме со високи температури, се соочуваме и со недостиг на функционални чешми. Особено низ градот температурите со оглед на тоа што не е природна површина каде што има повеќе зеленило, туку повеќе бетон, тогаш чувството, реалното чувство е и
потопло од она што е реално. Но како и да е, ние денес ве прашуваме треба ли да се промени пред се законот за основно образование и според вас дали Министерството за образование во вакви денови треба да реагира и да излезе во пресрет на основците со цел да се скуси учебната година, односно да барем во овие денови не продолжат до 17 јуни. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Ве слушаме, во црвена линија сте. Да, во црвена линија. Па поздрав до Бабаровска, одева во Фивка, Бабаровска Орма, јас малте подоле, Кисела Јаволка, ала неки Бабаровска стара и она како постара од мене, она на кај 80 нешто, јака 77-8. И така ние стануваме порано, така старкиве, да си сработиме работа што си имаме околе бавтичка, околе куќа. Дали ги почитувате препораките кога станува збор за портокалова фаза и екстремно високи температури? Да, ги почитуваме. Навечер, како што кажа Бабаровска, до 10 сато, после влегуваме внатре, се вале околе 5, после направиме јадење што ми треба, после жешко, климата малте си ја уклучувам, малте да се оладам и така. За сега да кажам за темата, за ова дали, како што кажа преходната гледачка, децата како што се беа порано до 10 јули, сега 17, колку степени тамо 40, а тие во вручина не отимат негде клими во собите, иако они цела година што научиле, телефоните во раки, гледам, многу се интересират, нека се живи и здрави учениците за учење, па сега ако учат што вие на 7 дена, кој нешто ќе научат? Родителите на работа, тие дома, еле си шета по улица, ќе праша бабе деца, ви се одели во школа? Не бре, вика како. Само нека се живи и здрави. За учење тешко. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Ви посакуваме секако добро здравје и вардете се од екстремни температури. Не се изложувајте. Не треба да се изложуваат, значи, хронично болните, старите луѓе и децата. Но ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи и ве ги потикнувам и родителите кои што се директно засегнати со темава да дадат своји одговори на прашањето треба ли да се промени пред се законот за основно образование и дали според вас еве во вакви ситуации, вакви денови Министерството за образование треба да интервенира, односно да излезе во пресрет на децата да не ја продолжуваат учебната година до 17 јуни. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, ве слушаме, во црвена линија сте. Да. Не да се промени, треба скроз да се промени се живо. Ја не знам кој ќе ги платат тие со тие грешките, со неписмени луѓе што правија учебници, 650.000 евра пари се платени за печатење, а сега тие ќе ги фрлат. Треба да има некој одговорен за тоа, каде е тај министер. Право Царовска направи аламач, волумач образованието, Шакири продолжи, го е стварно срамота. Да нема учебници за децата, да ги малтретират. А еве според вас треба ли да продолжи учебната година во вакви денови до 17? Не, никако. Тие деца не се научени да не напор да седат и до сонце. Нема, вика, клими. Прво нема клими училници. Ја имам 20 просветни работници кај мене. Вика, нема клими. Зимно време немаме топло, исклучат го уште 10 сато парното. Летно време нема клими, не ги уклучуват, вика. Промај од сите страни, тие деца ќе се разболат. Тоа е жално за децата. И уште една приметба имам. Сакам да кажам дека кај нас дали е Иран или талибанци живеат, затоа што жените од кога почнаат да носат марами, да ви кажам дека е многу лошо, ние не сме муслиманска држава. Ви молам да се навратиме на темата, забелешката не е во однос на темата, значи црвена линија не е за да ги коментира каква одлука. Тина, слушај ме, само сакам да кажам. Еве гледајте медицински. Вака сега, значи, јас ќе ве замолам сите останати кои што допрва ќе се вклучите и нема да испуштам секако да кажам и големо благодарам за одговорите кои што ги баравме во црвена линија, но ве молам да не коментираме, особено да не ги коментираме гледачите кои што се вклучуваат, можеби со некој ќе се сложите, со некој не. А особено да не излегуваме надвор од темата која што е далеку од она каков избор, односно
односно како се облекуваат, каква одлука носат граѓаните да носат, дали тоа ќе бидат марами, шами и така натаму. Значи да се држиме до темата и фокусот на она за што денес зборуваме. Благодарам уште еднаш за гледачката. Верувам дека нам нема да ни замери, но тоа е правилото и сосема е логично. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Се јавам од Гостивар. Така. Ве слушаме. И се јавам во врска со темава. Не треба да се продолжи до 17, зашто е премногу жешко. Еве, сега 17 е, втора смена е детево. Значи, не знаеш како да се облече. Забрането е шорцеви. Забрането е да се... Кога оди во школа, иде дома више испотен до гуша. Дали Ова е катастрофа. имаат клима уреди, соодветни услови? Ништо. Ништо нема, значи, катастрофа. Еве, денеска тестови, крај година, тестови ги рушија. Сакате да кажете дека се под голем притисок и во однос на завршетокот на годината преку тестови? И тестови имаат, значи, ова треба ти, без книги, беа. Замислете како беше. Да печатиш книги, немало некој предмет да го испечатиш, па врати се, требало прибор. Значи, за 6 деление и предметиве сега граѓанско има, тоа не сме го учеле никогаш. За устав, за собрание, за... А во однос на високите температури има ли коментар вашето дете? Коментар премногу е жешко, дека не се издржува, мамо. Така, благодарам. Ете, тоа е она што сакаме да го слушаме во црвена линија. Од прва рака што се вели, токму од оние родители кои што се уште во моментот нивните дечиња одат и ја следат наставата во основните образованија, кој што од оваа година учебна трае не до 10 јуни, туку за прв пат трае до 17 јуни. И ќе траеше до 17 јуни, но факт е дека сега се соочуваме со високи, екстремно високи температури, особено за овој период од годината, што значи препораките се однесуваат и на дечињата да не се изложуваат на сонце од 11 часот до 17 часот. Она на што сме сведоци дека не секогаш има и соодветни услови во училиштата кои што се не соодветни за вакви температури, значи без клими, на промеа како што велат гледачите, така да еве преку вас ќе дознаеме всушност со што се соочуваат дечињата и дали сметате дека треба да се направи промена и особено дали треба да реагира Министерството за образование во овој случај. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав и до вас, све слушаме, во црвена линија сте. Поздрав од Ѓорче Сити. Дечкото од Ѓорче. Да, само кукаме ние македонците. Законот за ова не ни чини, топло ние. Па законот е, те ова влада ќе си оди. Другата влада ќе го смени законот. 5-6 дена голема работа, деца знаеме, топло е. За топло што е? Па климатски промени во цел свете. А старите како вика кога е топло? Леп се печи, уште 2-3 недели жетвата ќе биде. Него до вас и до уредниците друга тема што го тишти македонскиот народ, а слабо е поставувате таа тема. Ќе издржим и топло, ќе издржат учениците уште 3-4 дена, ќе одморат. Него една тема да стајте што години во Македонија тие функционери зимаат по 3-4 плати, од 3-4 места приходи зимаат. А од друга страна македонскиот народ пише, те гледам, запише ова тема. Па нормално ве слушаме, како да не запишеме. Од друга страна, ние македонскиот народ, македонци, пушто се радуваме, Мицко ќе ни даде 5000, ќе дојдат промени. Таа тема што еве најпоќе Еве забележавме темата, регистриравте дека запиша водителката, сега сакам да ми кажете дали според вас треба да се промени законот за основно образование. Све треба да смени во образованието. Таа тема сне ја збореле. Благодарам многу и секако дека ќе забележиме, како што можевте да увидите, се она што ќе предложите ќе го земеме в предвид и секако ќе го поставиме во некој од наредните изданија на Црвена линија. Но ајде да се фокусираме на темата за која што зборуваме денес.
Според вас, дали треба да се промени законот за основно образование? Дали треба да се скуси во овој момент време траењето на учебната година со оглед на тоа што препораките за вакви денови во екстремни температури се старите изнемоштени лица, хронично болните и децата да не се изложуваат на сонце од 11 до 17 часот. Но факт е, барем од она што можевме да слушнеме, дека во голем дел училишта всушност и нема соодветни услови, односно не работат климите или не се пуштаат, за да може да се истржи наставата. Како и да, јас апелирам родителите да ги слушнеме и токму ви од прва рака да дадете одговори дали сте за тоа да се прекине учебната година предвремено, пред 17 или пак имате некакви други очекувања и одговори. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, повелете. Јас не сум родител, јас сум баба. Добро. Кој е притисокот врз децата? Зборувам за 600 оделенец. На овие температури не е нормално да се учи. Денес, например, им беа скратени часовите. А што се случува на тие скратени часови? Како што рече и претходна гледачка, сега им текна да ги прават тестовите. Сега им текна да поправаат оценки. Сега им текна да испитуваат од учебници кои што ги нема цела година. Плюс тоа, значи, треба да се промени законот за основно образование, бидејќи министерот немаше друго што да прави, па како она поговорката имал попот работа, па си крстел јариња, така тој ја продолжи учебната година. А сега децата се под притисок да поправаат оценки, да изготвуваат тестови, а во мај месец одеа на излети, имава распусти и така натаму. Друго, која тежина ја носат во рамците овие дечиња? Што им правиме на децата? Размислуваме ли дека тие се наши деца и дека со ова што им правиме, со продолжување на учебната година на овие температури, со скратени часови под притисок? Ке подсетам 90 секунди е време траењето, но и ке ви се заблагодарам секако за учеството, што не значи дека и вие како баба на внучиња апсолутно имате увид во тоа со што се соочуваат вашите внуци кога во вакви денови одат на училиште. Ајде да видиме сега што ќе кажат останатите гледачи. Ќе ве подсетам секако да продолжите да коментирате и да споделувате и на Facebook, секако тоа е возможно и на Instagram, но на Instagram секако дадете одговори на анкетното прашање, а тоа е треба ли да се промени законот за основно образование. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. И многу ме радува што и ние како баби треба да допринесеме, затоа што и ние учествуваме во воспитувањето на децата, на внучињата. Сега вака да ви кажам. Овој пролетен распуст воопшто не ни требаше да постои. Мислам дека пред некоја година имаше вакво нешто пробно, па не можеа после да ги зауздаат децата да седнат да учат. Еве пример од моите внуци. Сега шубаво одмор, шубаво распуст. Сега кој пак ќе учи, сега тестови, еден врз друг тест, пред оделение се. Еден врз друг тест, па ние не можеме да постигнеме. Значи, знак прашалник, требаше да се прашаат прво родителите дали треба тој пролетен распуст да биде. Второ, јас како родител, како баба, исто реагирам. Сега трето оделение ќе одат на екскурзија. Со автобуси ги влечат натака навака на овие жешки температури. Тоа е дете од трето оделение што почнале прво оделение на 5 години и 9 месеци. Што значите, каков успех сакате вие од тие деца? Најдобро е тоа 7 години да се врати, 8-летка да се врати, да нема пролетен распуст, да си иде се нормално. Што е тоа и државни матури, па тие. Тинче тие од прво до 8 оделение и од прва до 4 година ако не научиле, што е тоа сега?
Така, благодарам секако и возрастната категорија на гледачи кои што сте и баби и дедовци, индиректно и директно некогаш учествувате во одгледувањето, односно воспитувањето и грижата за своите внучиња. Така да, еве, благодарам што вие споделивте каков увид имате во ситуацијата со оглед на тоа што имате и вие внуча кое што во моментот посетува настава. Да слушнеме што ќе кажат останатите. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако, како е во Охрид деновиве да прашаме? Прво е далеку попријатно, подобро од Скопје, Гевгелија и Велес, каде што е пеколо. Одека е посвежо, но сепак е жешко и тешко. Сега ја ќе зборам исклучиво на темава, како и обично секогаш се држам до темата. Кога беше носењето пред да се донесе овој закон, јас уште тогаш коментирав, ние сме медитеранска земја, ние имаме топли клими, ние имаме високи температури негдека во јуни месец. Дури и уште тогаш реков, не, значи, да се направи, ако треба и некоја сабота да работат децата, само да учат до 1 јуни. Значи, не до 17, до 1. И еве се покажува дека тоа што сум го разговарал, што сум го дискутирал тогаш, се покажува дека сум бил во право и дека, значи, ние не треба да ја продолжуваме годината. Може во Австрија, може во Германија, може во Норвешка да се пролонгира, ама тамо се е поостра климата, значи помалку е загревањето на воздухот, значи условите се подруги, но ние не може да бидеме исто со нив. И затоа ми се чини дека некој си поигра со чувствата на нашите деца, некој си поигра и со возрастните кои го прифатија. Децата никој не ги прашуваше, него родителите и наставниците, значи и политичарите го донесоа овој закон и за сметка на тоа, фактички нашите деца сега се печат како подвршник. Не треба тоа да биде, значи мора да се направи, значи ова поминаше човек, али за наредна година ова мора да се укине и мора да се вратиме на старото или дури сум, значи до 1 јуни за наши услови да биде, за наши услови. Другото, значи да зависи се од, а иначе ние не можеме да издржиме. Еве јас сум возрастен, јас имам внуци што сика 50-60 години, тие нивните деца се возрастни, но во дискусија вика не е ова лудо е тоа на што некој го предложил, а полуди се тие што го прифатиле. Благодарам многу за вашите одговори. Секако поздрав до охриѓани кои што не следат. Особено ни е драго што се повеќе ве има и на социјалните медиуми. Време е да споделиме дел од коментарите кои што воедно се и одговори на нашите денешни прашања. Еве како изгледа тоа на Facebook, се разбира низ фотографија, го поставивме следново прашање. Македонија во портокалово, температурите и до 40 степен. Треба ли да се промени законот за основно образование? Прв коментар имаме од Мили, која што напишала: страшна работа за маливе деца. Не се дише во училниците. Моето 7-годишно дете е со главоболка секој ден последниве денови. За нас ке заврши учебната година, не планирам веќе да го носам. Кристијан Вангеловски напишал: кога дремат на таблет не е проблем, нели? И зошто толку драми дека не можеле да издржат? Мартин Дејановски нашето прашање одговорил со да, како и Добре Карпузов одговорил со да. Продолжете со коментари и споделувања, секако ги очекуваме и одговорите во живо во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, повелете. Ние обично бабите сме најчувствителни кога се работи за нашите внучиња, кои што навистина се едноставно дискриминирани од овој закон за основно образование. Зашто го велам тоа? Па на овие температури. Во училница каде што нема клима, тоа е стварно абсурд. Треба да се остави вие 4 дена да не се оди на училиште. Поготово што се преоптеретени, како што рече и предходната баба, и со тестови,
и со буквално одбрана на оценката што ја има, мојата внука 600 оделение. Она е 2 дена со повраќање и пролив од високите температури. И тоа ја носиме и ја враќаме со кола до... Зошто не работат климите, еве? Зошто не се создаваат соодветни услови? Па Кој наводно одговори ги немале пари во училиштето, така она вика, немале пари. Така. Не е битно во секој случај. Дали имало клима или немало, не е во реч. Не е во ред, мислам, треба и законот за основно образование апсолутно треба да се промени, како што рече и претходниот гледач. Бидејќи, ако вие денови не се оди на училиште... Ќе напоменам 90 секунди тајмерот, но и ќе ве охрабрам, се разбира, повторно можете да го завртите бројот за нови 90 секунди. Големо благодарам и вам, еве, што зедовте удел во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака, ја би кажал како доаѓаат све нови влади, значи од ова плурализмов, да го речеме, демократијава, све бетер и бетер закони носат во врска со школиве. Дали е средно, дали е основно, дали е средно. За факултети не више да не зборам, таму па најутепани се. Значи, воопшто не се грижат за студентаријата. Еве, бе на избориве сега која беа. Ја во таа училница, во таа школа Рајко Жизлифовка што бев, посматрач, значи на надзор на кутии, не видов да има климатизирано нешто, да има климатизер поставено нешто да дува, не, апсолутно немаше ништо, значи училницата тотално пуштена на сама на себе. И сега можеш да замислиш кога ќе заврштат овие сончеви зраци на 40 степени, што се дешава со децата внатре, али пак ќе кажам, најголеми виновници се пак сите тие новоформирани влади. Ја не можам да ги сватам кој им дава инструкции, кој ги учи, дали од тие американци, британци, таму тие као учени. Абе ти запратни Британија. Британија е горе на север, она има голфска струја која им регулира температура. Ај, нема време, поздрав, пријатно. Благодарам, но секако во времето кое што е определено за едно вклучување дадовте одговори. Еве уште еден интересен коментар на профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија ги објавува темите. Под нашата објава Марина Николова го има напишано следното. Глупост е да се дава пролетен распуст во период кога јунака има неработни денови празници, а потоа во неподносливи услови на 40+, да се тераат основците по 10 јуни да следат настава. Нека се климатизираат училиштата, па тогаш ќе може да се спроведува законот. Она што можевме да го заклучиме во ова издание на Црвена линија досега од јавувањето оние кои што имаат внуци и сопствени деца кои што ја следат наставата, интересно е дека барем по тоа што велат, голем дел од училниците не се климатизирани, односно не се вклучува климата, што дополнително, верувам, прави абнормална атмосфера за следење настава. Добар ден! Добар ден! Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Вака, значи, еден од проблемите е секако и се температурите и рокот што се пробива. Затоа највише ги обвинувам родителите. Пошто не морат слепо да слушат што ќе му се каже. Мора прво здравието да се гледа на децата, затоа што после сите тие последици ги сносат и децата на психички, а уште родителите уште потешко го доживуваат тоа. Не знам зашто не реагират. Друго, треба, значи, во образованието да се преиспитат сите тие што предават, што ти знам таму кои се спите поред, инако сум од кавадарци, затоа така се изразувам, треба да се преиспитат сите луѓе, ако постои у Министерството некаква си таму, не знам, комисија или како ќе се нарече, кои се тие како ќе го образложат тоа на
Треба да се даде точни насоки, значи, на децата, што треба да учат, до која возраст, што многу се преоптеретени, сакам да кажам. Кажете ми, во Кавадарци дали има соодветни услови од типот дали се климатизирани училниците? Не знам, нема моментално дечиња такви, што Така, добро, благодарам многу, еве поздрав и до Кавадарчани преку вас, кои што не следат во моментот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали сум на тема? Да, во црвена линија ве Во слушаме. црвена линија, да. Треба ли да се промени законот за основно образование? Моментално не. Јас сметам дека не треба. Зошто не треба? Затоа што нормално е дека треба 180 работни дена да има, наставни дена во учениците да имаат. А за топлото време, па дали сме ние единствена држава што е зафатена со топлотен бран? Па во другите држави не го скратуваат. Значи, Голем дел од јавувачите рекоа дека нема климатизирани училници. Дали дома сите имаат клими? Што ќе прават децата дома? Пак ќе одат надвор. Во соседна држава учебната година е до 25 таму јуни. И што им фали секоја година? Него кај нас друго недостасува. Да се донесе еден закон за национално образование. Така ќе биде и така и готово. Која влада да дојде, така ќе биде. А не ова секоја година различно. Сека учебна година различно. Ви благодарам. Благодарам и вам, драго ни е што се вклучивте во црвена линија. Ете, досега можевте да слушнете низ јавувањата различни одговори и да видиме какви допрва ќе слушнеме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас, меѓу другото, еве, ќе ве потсетам секако да продолжите и со коментари, кои што можете да ги напишете, се разбира, на профилот на црвена линија, меѓу другото и да одговорите на анкетното денешно прашање, кое што гласи вака: треба ли да се промени законот за основно образование? Имаме ли гледачи? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. На линија сум? Да, повелете. Вака, како се сложувам со гледачката што рече од прво делење се тргнува од 7 години, зашто го ги оптеретуваат дечињава со задачи и детето ќе преоптеретува додека да заврши средно, па и факултети. Значи така, тоа е многу тежок и напорен пат за едно дете да го направи тоа. Ќе ме извините вака ако немам и кредит, го трошам последниот кредит за вас, за да знаете нешто повеќе. Кога ќе го преоптеретите мозокот и вие како водителка таму, не можете да бидете како октопод, за да можете да одговорите на се. Нек ни ви врнеше од Нови Зеланд. Ви врнеше. Ми поверувавте, така? Браво. Добро, гледачот верувам дека ќе има можност повторно да има кредит, а и последниот кој што рече дека го искористил за црвена линија, ќе му се заблагодариме секако за учеството. Како и да, еве некој велат дека всушност нема потреба да се скратува учебната година, некој велат дека учениците се преоптоварени, но она што е круцијално е дека во моментот се соочуваме со екстремно високи температури и препораките го велат следното: старите лица, хронично болните и дечињата да не се изложуваат на сонце во периодот од 11 до 17 часот. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Овака во врска со... Ако може малку погласно, ве молам. Ај момент сам. Овака во врска со темата за промени на закон за основно образование. Добро. Па моје мислење е дека треба да се смене законот не само во основно образование, туку треба да се смени во средно и високо образование. Затоа што има многу што знам како да кажам, некои негативни работи, образованието е веќе паднато на нула.
А во однос на периодот на кој што сме изложени на екстремни температури, сметате ли дека треба да реагира? Слушам сега, ги слушам вие баби таму што се јавуваат на... Да, сега ги слушам бабите што рекоа дека треба да се... дека е многу жешко. Меѓутоа, сакам да истакнем една работа. Никој, ниту од бабите, ниту од родителите не се бунеа кај им го дадоа тој распуст, да речеме, таму. За Великден сите беа среќни. Тогаш никој не рече, чекајте, не треба. Сега било многу жешко. Па жешко беше и ние кај ученици. Немаше ниту клими, ниту ништо. Па фала Богу, сега здрави, живи сите сме. Шо е оваа со сила ги направија децата како од инкубатори извадени и не знам шо име, дека ако негивното дете, зарем дома ќе седе денеска, ако... Така, благодарам многу, драго ни е и вие што земавте удел во ова издание на Црвена линија. Уште еден коментар од Сава Јанева, која што го има напишано следното. Жално за учениците што се мачат да одат по овие високи температури без клими, без разлика на се што часовите биле скратени. Во врска со нивните тестови, децата се ставаат плюс под стрес при крај на учебната година, која со нетрпение чекаат да заврши истата и да се тераат нивните детски игри. Добар ден. Ве молам намалете го тонот на телевизорот целосно. Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате, драга водителке? Повелете, ве слушаме. Па јас сум човек кој работам во образование, па да расцицаме некои работи. Повелете. Како прво, треба да ја објасниш на гледачите дека во школа не смее да се постави клима. Тоа треба да го разложиш и да го кажеш на гледачите да знаат. Значи, по закон не смее да се стави во училница клима. Затоа што има деца отпорни на клима, што не може да ја поднесува климата и не смееме ние со закон да вместиме клима во училница. Значи, тоа треба да го знаат сите, тоа треба и вие като медиум да им го објасните. Добро, кажете ми тога што не сме според закон, како се справувате со високите температури од прва рака, бидејќи морате и вие... од прва рака ти кажувам, од образование, значи не е проблем, доаѓаат родители, не е проблем за него да стави клима од 1000 евра во училница за своето внуче или за своето дете. Он ќе го стави што и утре. Добро, дали сметате дека на овие температури треба да се продолжи со учебната? Па не треба и ние се пржиме таму што се вели, али што да правиме? Значи зборот ми е, сакам да ти кажам, дека треба да ни објасните дека не смеат да по закон, има донесено владата дека не смее да се стави клима во училница. Значи тоа треба да им го објасните на гледачите да знаат. Не е проблем за еден родител. Кај нас доаѓаат родители, бизнисмени кои учат нивните внуци, нивните деца и он самиот тера за неговото. Не е во реду. Во реду он ќе стави за неговото дете. Ама што правиме за другото дете кое не е опут? Така, добро, благодарам и драго ни е што се вклучивте во Црвена линија, па и од аспект на просветен работник и му кажавте на останатите всушност како стојат работите. А сега во продолжение ќе ги погледнеме рекламите, веднаш по рекламите и резултатите од Инстаграм анкетата. А да погледнеме сега како одговорија на нашата Инстаграм анкета оние кои што не следат на Инстаграм, да следете на таму. На прашањето треба ли да се промени законот за основно образование, со да одговорија 78%. Со не одговорија 22%. Овде ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во ова денешно издание на Црвена линија, преку јавување и секако преку коментари на социјалните медиуми. Секако одговорите можете да продолжите да ги впишувате на Facebook и по завршувањето на Црвена линија, но најтопло препорачувам да останете со мене и денес некој од вас во овој вторник да освои нов велосипед. Токму во најгледаниот квиз Заврти на Телма.